Почитувани ученици, јас сум Ирена Младеновска, наставник по историја во Општинско основно училиште Мир Чаца во Скопје и денеска ќе се обидам да ви објаснам наставната содржина која што се изучува во 6-то одделение. Наставната содржина која што се изучува во 6-то одделение е со наслов Културата и верувањата на народите на Стариот Исток. Ова наставна содржина и ова лекција е во рамките на темата која што го носи насловот Речните цивилизации на Стариот Исток и последна содржина или последна лекција која што се изучува во оваа тема. На овој час ќе се обидам да ви објаснам пред се што значи зборот култура, кој е значењето на културата во развојот на човековото општество, зошто е значајно да се развива културата во секој човеково општество, потоа ќе се обидам да ви разјаснам како започнало да се развива религијата преку верувањата кај народите на Стариот Исток, а понатаму со изучувањето на наставните содржини по историја во останатите одделенија, ќе ги изучувате и останатите религии кои што се развивале со развојот на самото човеково општество. Па ќе започнеме прво со зборот култура, односно со објаснувањето на зборот култура, за да можеме хронолошки да ги следиме настаните во развојот на цивилизациите кај народите од Стариот Исток. Кога би требало да се даде една едноставна дефиниција што значи зборот култура, тоа би го направиле така што би кажале дека културата представува се оно што го создал човек. Па како превод за зборот култура се користат зборовите обработка и негување. Под обработка се подразбира се оно што се наоѓа во природата, а човекот го искористил за да создаде нешто, да го искористил за да создаде да се олесни и разобрати животот, а така настанала материјалната култура, а понатаму со развојот на нештото, речено писмото, ќе биде развиена и така наречена духовна култура, која што ќе има за цел да ги негува вредностите на човекот. Па така, културата може да ја поделиме на материјална и духовна, каде што под материјална култура се развива областа наречена градежништво или архитектура, а под областа духовната култура биле развиени литературата, односно книжевност, ликовната уметност, односно сликарството, музичката уметност, па јарството. Овдека на овој слајд можете да видите и да се подсетите кои се територии или кои држави припаѓале на просторот кој што се нарекува Стар Исток. По горната карта, во овој дел, е представена територијата на Стариот Исток во Стариот век, каде што можете да видите повеќе држави кои што тогаш постоеле, од кои што најзначајните за изучувањето на ова наставна содржина ќе се потребни државите Месопотамија, од нив најзначајните се Сумер и Акад, државата Египет, државата Вавилон. Додека на ова долна карта можете да го видите истиот овој простор, како изгледа денеска и кои држави се наоѓаат на просторот што го нарекуваме Стар Исток и кои држави се наоѓаат денес. Па така на просторот некогашен Стар Исток, денеска постојат државите Египет, Израел, Сирија, Либан, Јордан, Ирак, Иран и Турција. За развојот на духовната култура најпотребно било писмото. Значи тоа требало да се појави писмото, за понатаму да може да се развие дел од духовната култура. Која била причината што ќе ги натера луѓето кои што живееле на просторот Стариот век пред се
Месопотамија, која значи била потреба да имаат писмо, да создадат писмо. На просторот од Месопотамија, како и од останатиот дел од тогашниот свет, едно од главните стопански гранки која што била развиена била трговијата. Често пати трговците разменувале производи за монети и слично, и се јавила потреба да ги запишуваат на некој начин или да ги обележуваат на некој начин колку производи имаат, кој им должи нешто, кој треба да им донесе нешто и слично. Така да пронесме едноставен начин да со некаков вид на цртички, знакчиња ги забележуваат потребните податоци поврзани со трговија. На тој начин ќе започне појава на писмото, а понатаму самото писмо ќе почне да се развива и да се користи, да продолжи неговото користење и во останатите области од секојдневието на луѓето, не само трговија. Но така кога ќе почне да се усовршува писмото, ќе почнат да се бележат информации. Значи писмото ќе почне да се користи со цел да се пренесат информации. Потоа да се запишат некакви договори, да се направат некакви списоци, да се запишат наредби, да се запишат закони. Понатаму да се напишат химни, најчесто посветени или на некои владетели или на некои врховни божества кои што верувале, потоа да се опишат јунаштвата, херојствата на поедини владетели, така настанале еполи. Првите писма кои што настанале спаѓаат во група на така наречени сликовни писма. Освен сликовни писма, постои така наречено гласовно писмо. Сликовните писма биле наречени така, бидејќи во нивното пишување најчесто се користеле некакви видови на слики. Со појавата на првото писмо престанува периодот кој што се нарекува праисторија и започнува периодот кој што се нарекува историја. Кога точно настанало писмото, се уште не може да се каже, па се зимаат податоци врз основа на истражените историски избори, дека првите писма настанале во периодот 3600, односно 3500 година пред нашата ера, и се претпоставува дека првите писма настанале на просторот од тогашната територија Месопотамија. Првото писмо кој што почнало да се употребува било наречено клинесто писмо, а следното сликовно писмо кој што почне да се употребува за потребите на луѓето во друга држава било хиероглифското писмо кое што ќе се појави во Египет и таму ќе се користи. Тоа ќе се појави некаде околу 3500, односно 3200 година пред нашата ера. Овдека можете да ги видите сликите, двете сликовни писма, каде што во лева страна представува клинесто писмо, додека ова десна страна представува хиероглифско писмо. Веќе негувањето на таа така наречена дуговна култура ќе започне околу 2150 година пред нашата ера, кога ќе се напише еп кој што бил посветен на владетелот Ѓилгамеш и кој представува прво литературно дело, и тоа се смета дека од тоа време започнува да се развива област од културата наречена литература или книжевност. Овдека на ова временска лента можете да приметите како се развивал процесот на појавата на писмото и процесот на појавата на литература. Материјалот кој што бил користен да се запишуваат податоците, било со клинестото, било со хиероглифското писмо, биле глината, папирусот, пергаментот и камен.
Глината најчесто била користена како материјал на кој што се запишувало глинестото писмо, додека папирусот и пергаментот биле материјал на кој што се запишувале најчесто, се запишувало хиероглифското писмо, додека каменот може да се користи за пишување на глинестото и за пишување на хиероглифското писмо. Овдека би ви дала како една задача да истражите, да дознаете какви материјали представува папирус и пергамент, што се создава папирусот како материјал, како се пишувало на тој материјал, и исто така што бил создаден пергамент од кој материјал и како се пишувало на пергамент. Глината, папирусот, пергаментот и каменот како материјали ќе бидат користени до првиот век од нашата ера, кога кинезите ќе пронајдат процесот за производство на хартијата и на тој начин сите овие дотогаш материјали кои што ќе бидат користени ќе бидат заменети постепено со хартијата. Од вашата лева страна можете да видите како изгледало глинестото писмо, а од десната страна како изгледало хиероглифското писмо. Исто така можете да ги видите буквите од латиницата и под секој знак глинестото писмо, и исто така и под секој знак од хиероглифското писмо. Тоа значи дека и глинестото и хиероглифското писмо после долги години успеале да ги дешифрираат, односно да ги објаснат знаците, па така може да се види со кои знаци било опишано за буквата А, со кои знаци за буквата Б и слично. Додека кај хиероглифското писмо можете да приметите дека тоа во главно биле користени слики, се цртале птици, змии, рака и така натаму. Додека пак глинестото писмо било креирано со знаци кои што личат на клинови и од таму доаѓа зборот глинесто, и тие клинови биле поставувани во различна положба, хоризонтално, вертикално, накосо, и на број биле различни. Овдека исто така ќе ви дала една задача која што верувам дека ќе ви биде интересна, а таа е да се обидете прво да го напишете сопственото име и презиме со помош на глинестото писмо, а потоа исто сопственото име и презиме да го напишете со хиероглифското писмо. При тоа да видите кој од овие две писма биле потешки за да си го напишете името и презимето, и исто така да направите споредба со денешното писмо кое што го користиме во нашето секојдневие. Следната област од култура која што била развиена, а представува дел од материјалната култура, е архитектурата или градежништво. За потребите на државата, за потребите на луѓето во државата, за потребите на владетелите во државата биле градени разни предмети од материјалот кој што се наоѓал во природата. Голем дел од тие предмети, односно градби, не се сочувани, но има и голем дел од тие градби кои што се сочувани представуваат денеска атрактивни туристички места и се посетуваат од страна на луѓето од целиот свет. Тие градби кои што биле градени за потребите на луѓето во државата ги имало доста, но најинтересните и највпечатливите се пирамидата и сфинката, кои што биле градени во Египет и биле посветени на фараоните. Тоа биле гробниците на фараоните. Пирамидата е гробница, додека сфинката е чуварот на гробницата. И карактеристично за сфинката било тоа што телото било изградено, направено дека е тело на лав, додека главата ја представувала главата на владетелот, чија пирамида е изградена.
Зигуратите се така наречени висечки пирамиди, односно скалести пирамиди се дно, и тие биле градени најчесто на територијата од денешниот Иран. Зигуратите, за жал, во однос на пирамидите, сфинксите денеска не се сочувани, не постои ни еден примерок кој што може да се види дека е изграден во тоа време. Исто така во периодот на Стариот век на просторот од Кина бил изграден Кинескиот зид, кој што служел за одбрана на територијата и за кој што било карактеристично тоа што е долг 21.196 км, а некои делови од зидот се со височина 4,5 до 12 метри. За потребите најчесто на трговците кои што оделе по мориња и за потребите на некои од владетелите кои што сакале преку море да освојат некоја територија, во Египет бил изграден светилник в близина на градот Александрија. Светилникот за жал не постои, денеска не може да се види неговата градба како тако. Освен што била развиена културата, кај народите од Стариот Исток биле развиени науките. И науките како и културата биле развиени за потребите на секојдневието на луѓето, па така првите науки кои што биле развиени на Стариот Исток биле астрологија, астрономија, медицина, геометрија, подоцна да развиена историја и како ќе се развива човековото општество, така ќе се развива и голем број на други науки. Астрологија и астрономија биле развиени така што астрологијата била развиена, односно луѓето ги разгледувале, толкувале, проучувале звездите и врз основа на проучувањето на звездите биле создавани хороскопите, најчесто тие биле создавани за владетелите кои што сакале да им се предвиди иднината и врз основа на хороскопите приближно се случувало да се погоди нешто од иднината на владетелот, додека астрономијата како наука ќе резултира со појавата на календарот, каде што погледате египетскиот календар, кој што е најсличниот календар на нашиот. Исто така, одека можете да видите и како изгледале хороскопските знаци во египетската држава, а одека е представен една мумија, која што всушност представува тело на фараон. Тоа тело било ставено во пирамидата, а за да може телото да остане со векови целосно, била потребна медицината. Така да, медицината како наука била развиена за потребите на зачувувањето на телата на починатите владетели, фараони, но исто така за потребите на јакнење на здравјето кај пред владетелите, а понатаму и останатите луѓе. Луѓето од Стариот век, покај тоа што почнале и имале развиени науки, исто така следеле природни појави кои што се случувале и веќе не ги сметале дека тие природни појави се резултат на некакви богови божества, сепак се уште имале верувања и верувале во многу богови. Верувале дека најчесто животот после смртта постои и тие верувања ги прераспределувале така што верувале во многу богови за секакви дејности во нивното секојдневие, значи за секаква работа во нивното секојдневие, верувале во определен бог. Тоа верување во повеќе богови, што се нарекува многу богство или политеизам, и речиси сите народи од Стариот век
биле многобожци, додека државата на евреите, односно Израел, таму населението верувало во еден Бог, а верувањето во еден Бог се нарекува монотеизм. За потребите на молењето на определените богови, имале богови за војна, на кои што им се молеле во војна за победа. Имале богови на сонцето, на кои што му се молело да постојано пушта топлина, за да може луѓето да имаат плодна земја и така натаму. Биле градени градби, така наречени храмови, во кои што молитвите најчесто, па и некаде во некои територии области секојдневно, молитвите кон боговите ги правеле определена група на луѓе, кои што биле наречени свештеници. Од десната страна можете да видите слики. Ова е дел од храмот на Амада, посветен на божицата Амада, а одека можете да ги видите боговите во кои што верувале народите од Египет, каде што карактеристично за овие богови било тоа што народите од Стариот Исток, боговите во кои што верувале, сите богови ги замислувале со човековиот лик, но кај народите од Стариот Исток, боговите имале глава на делот од животните, тоа биле волови најчесто или волци, освен врховните божества во кои што ги верувале, тоа се Озирис и Изида, кои што имале глава на човек. Со текот на времето, овие верувања односно со текот на развојот на науките, верувањата ќе се претворат во така наречена религија, каде што ќе остане понатаму кај народ верување во загробен живот, но религијата како појава ќе почне да се развива и во јакнењето и развојот на човековите особини, кои што понатаму во изучувањето, во наредната линија, изучувате кои се тие религии, кои што се најраспространети денес во светот, како настанале и слично. Ова е тоа што е потребно да го знаете, да го разберете од ова наставна содржина, и со ова би ви се заблагодарила на вниманието и би ви посакала успешно изучување и разбирање на ова наставна содржина.